Имаше концертна промоција на 7 октомври во Центар за култура Антон Панов и велиш на една театарска сцена ја промовиравме музиката која што во Струмица нели на големо се прави, затоа што не е мала работа толку години да се занимаваш со хип-хоп и сега кога поминаа веќе неколку денови, дали ги среди впечатоците? Да. Што ќе ни раскажеш за твојот голем концерт во Антон Панов? Преубаво искуство, како за мене, така и за сите кои споделија со мене како поминале, зборам за учесниците. Невообичаено е рап музика и затворен простор, смисла седење, ама искрено мислам дека нашата музика, мојата на дивизија и на повеќето гости, ако не и на сите, е многу интроспективна музика и баш ми беше идеја, интересен концепт да може најинтимно да се поврземе со публиката, баш у седечка положба, дека што само фокусот е на тоа што го говораме. Сам ги изведувах сите песни, преку 20 на колку песни ги рапувах у 3 сегменти, измеѓу имах гостите ми, пауза со гостите. Така да беше интересен концепт, театарска представа и хип-хоп не е прв пат. Пред неколку месеци во Дом на култура се случи и Црнила ремикс. Црнила ремикс е музички перформанс на Црнила од Коле Чашуле. И мои другари, многу добри, со кои и ден-денес правам музика, оние имаат правено цела музика, оние имаат и напишано и актерите имаат направено реалност. И преубава представа беше, таа ми беше прво видување рап и представа смисла на тој начин и ми беше убава визуализација за како ќе биде мојот концерт. Оти мене ми беше најавен, мислам дека пред представата и ми беше преубаво искуство тоа. Дали Струмица има публика за хип-хоп музика? Во последниот период има многу повеќе него порано. Верувам дека многу генерации имаме поминато со нашата музика. Смисла тие имав мала интересна ситуација, би сакал да ја споделам баш околу тој момент. Последниот спот кој го снимав со Митко Ников, голем поздрав до него. Се појавија 2 деца и ги викнав, ако сакаат да дојдат, ме праша, видео ли снимаш? Екам, да, ако сакате да бидете дел. И прво детето не ме знаеше, детето беше 14 години, така нешто. И ми вика, не те знам и знаеш, аз му покажувам на телефон, му отварам често да му покажам. И гледа еден диск и вика, знаеш, го знам јас това, тато има CD од вас околата. Значи, можеш да замислиш колку генерации... Така. Можеш колку генерации сме поминали.